Среда 19 ноември, кратки вести во 12 часот. Невремето предизвика проблеми на повеќе локации во Охрид. Силниот ветер предизвика на повеќе места да има скршени дрвја и гранки. Екипите на паркови и зеленило интервенираа на мостот на Желбите и улиците Гоце Делчев и 15-ти корпус, но и на други локации за да се обезбеди непречено одвивање на сообраќајот и движење на пешаците. Регионот на Охрид е зафатен од засилени врнежи од дожд, што ќе ги има до крајот на неделата. Од недела утринските и дневните температури значително ќе опаднат. Кривични пријави заработија инвеститорот и 4 лица од Охрид и Струга кои со несовесно извршување на службената должност придонеле да биде оштетена спомен куќата на Владо Малески во Струга. Настанот се случи на 15 октомври, кога при изградба на објект оштетен е ѕид и кровот на куќата прогласена за споменик, заштитен како културно наследство. Директорот на Завод и музеј Охрид неодамна рече дека се отпочнати подготовки за изработка на конзерваторски проект за санација на објектот, но колку ќе чини санацијата допрва ќе се утврдува. Со 2 златни и по 1 сребрен и бронзен медал се вратија македонските теквондисти од Македонската традиционална теквондо федерација од Европскиот куп во традиционално теквондо Бугарија Open 2025 што се одржа во Пловдив. Освојувачи на медали се Теодора Митреска, Мики Грнчески и Божитар Димитриевиќ. На купот учество зедоа 788 надпреварувачи од 13 земји. Времето денес претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд. Дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.